гледачи, празнична недела. Најновите настани и информации се дел од најавите за третиот дневник. Денеска е голем православен празник, влегување на Господ Исус Христос во Ерусалим. Цветници. Истовремено, католиците ширум светот го слават најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. 4 нови странски инвестиции најави премиерот Груевски на вчерашниот голем собир во Тетово. Иран ќе продолжи со нуклеарната програма, доколку нема конечен договор. Голема победа на ракометарките на Вардар го совлада актуелниот европски шампион Гер. Рекламен блок и тргнуваме со третиот дневник. Останете на К3. Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. На самиот почеток честитки до верниците. Денеска е голем православен празник, влегување на Господ Исус Христос во Ерусалим, цветници. Истовремено, католиците широм светот го слават најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Нека се честити празниците. Празникот Цветници секогаш се слави во неделата пред Великден, затоа што е денот кога го доживуваме Христовото славно влегување во Ерусалим, градот во кој по неколку дена Христос ќе биде погубен. Кога Христос влегуваше во Ерусалим, луѓето го пречекаа со извици, постелајќи ги облеките пред неговите нози и засипувајќи го патот со маслинови гранчиња, пречекувајќи го како цар на мирот небесен. Во таа смисла и празникот е наречен Цветници. Обичаите и песните поврзани со овој празник се поврзани и со пролета, со појавата на цвеќето, а посебно лазарските песни содржат пред се семејни мотиви за напредок на поединецот и семејството. Воедно католиците денеска го слават најголемиот христијански празник Великден. Традиционално во Македонија, централното одбележување по повод празникот се одржа синоќа во католичката црква Пресвето срце Исусово во Скопје, каде имаше великденска воскресна литургија. Бискупот Скопски и апостолски екзарх во Македонија Киро Стојанов, честитајќи им го Великден на католичките верници на литургијата, ја прочита великденската порака. Празнувањето Великден секогаш чине на верата и достојно може да се празнува не како спомен, туку како настан на верата. Литургијата со која го славиме тој настан не е празен спомен, туку настан сега и овде. Литургиското празнување не е собир на убави церемонии, а и овој олтар не е сцена, туку литургијата е свет настан и така и овој олтар е свето место на спасението, рече меѓу другото бискупот Скопски и апостолски екзарх во Македонија Киро Стојанов. Инаку традиционално на литургијата присуствува и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, премиерот Никола Груевски и директорката на комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Валентина Божиновска. Премиерот Никола Груевски упати честитка до сите верници од католичка вероисповест во Република Македонија кои го прославуваат Христовото Воскресение Великден. Овој празник не потсетува на бесконечната Божја милост за човекот, истакна премиерот. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски упати честитка до скопскиот бискуп и апостолски екзарх во Република Македонија Киро Стојанов и до сите верници од католичка вероисповед во Република Македонија кои го прославуваат Христовото Воскресение Великден. Великден е празник кој е длабоко вкоренет и почитувај меѓу христијаните, дел од традицијата на многу семејства. Овој празник не потсетува на бесконечната Божја милост за човекот. Пораката пратена од Христос подеднакво силно одекнува низ милениумите до денес, пренесувајќи ни го неговото учење за сплотеност, пожртвуваност, добрина и праведност, кои треба да бидат белек и доблест во нашето дејствување на земјата, стои во честитката. Целта и смислата на животот се додава, се исцрпува во живеењето во согласно со нашите заеднички христијански традиции и вредности, со безусловна љубов за Бога и за секој човек. Тоа е патот кон душевен и меѓучовечки мир и разбирање, пат на меѓусебно почитување, помагање и добрина. Посакувајќи ви блажени празнични денови, спокој и беритјат на вас и сите верници, ви го честитам големиот христијански празник Великден. Нека е за многу години големиот празник. Христос воскресе се наведува во честитката од премиерот Груевски.
Ден на жалост во Крива Паланка по повод трагичната смрт на младата Фросина Цековска, која го загуби животот во сообраќајна несреќа. Одлуката беше донесена вчера вечер на вонредната седница на Општинскиот совет на Крива Паланка. По повод прерано згаснатиот живот на Фросина Цековска, која во петокот вечерта настрада во сообраќајна несреќа во Скопје, на иницијатива на градоначалникот на општина Крива Паланка, вчера вечер беше свикана вонредна седница на Општинскиот совет, на која едногласно беше донесена одлука за прогласување на денешниот ден за ден на жалост во општина Крива Паланка. Ве повикувам се на минутно молчање да ја дадеме почит на загинатата Фросина Цековска. Ве повикувам да донесем одлука за прогласување на ден на жалост на општина Крива Паланка за ден 5.4.2015 година. Одлуката која беа поделена, значи, недела 5.4.2015 година се прогласува за ден на жалост во општина Крива Паланка по повод трагичната смрт на Фросина Цековска, која во петокот трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа во Скопје. На одржаната седница со едноминутен молк и беше одаден почит на младата кривопаланчанка и од името на градоначалникот Алексовски, председателот на Советот Стојчевски, советниците и сите граѓани на општината беше изразено најдлабоко сочувство до семејството и најблиските. Инаку од полицијата информираа дека несреќата се случила во петокот околу 20 часот и 50 минути, кога 26 годишниот ЛВ, управувајќи го својот автомобил Honda со скопски регистерски таблички, удрил во загинатата кога таа поменувала на пешачкиот премин на улицата Партизански одреди кај Универзална сала. По ударот тој го напуштил местото, но 20 на минути подоцна самиот се пријавил во полициската станица во Ѓорче Петров. Увид на лице место извршиле јавен обвинител и екипата на СВР Скопје. Според полициски извори од возачот е земен примерок од крв, а автомобилот е испратен на технички преглед. Крива Паланка е завиена во тага. Жителите на социјалните мрежи ја споделуваат тагата со своите пријатели по овој трагичен настан. Вчера вечер ја немаше во обичаената викенд атмосфера низ градските локали, а беше откажан и хуманитарниот концерт во Домот на културата. Македонија има реални шанси двојно да го зголеми производството и преработките од овчо млеко. Квалитетот на овчето млеко е далеку над просекот на Европа, така што тука треба да се изгради стратегија за освојување на овој пазар. Иновациите и науката можат неколкукратно да го зголемат производството на овчо млеко, велат од еден од најголемите откупни и преработувачки капацитети во Македонија и на Балканот. Македонија може да стане лидер во производството на овчо млеко, велат упатините. Количината на произведеното овчо млеко постојано расте. Перспективата на Македонија кон европските пазари не е во кравјето млеко и неговите производи, иако и таму не е лоша стратегијата, но апсолутно е поголема за овчите и коздите производи. Тука Македонија треба да ја гледа својата шанса за извоз на европските пазари. Значи, тука имаме огромен простор, огромна предност, квалитетот на нашите овчи производи е на едно повисоко ниво од европските и тука имаме огромен пазар каде што можеме да пласираме овчи производи. Во следните 5 години откупувачите и преработувачите треба да се насочат кон реалните инвестиции и реалните проекции. Една од најголемите откупувачи веќе има фарма за овци од шпанската раса Аса во Свети Николско, кои се чуваат и хранат шталски, се измузуваат машински и имаат специјално ниво на хигиена. Знаењето кое најголемиот откупувач веќе го платил, бесплатно го распределуваат на неговите кооперанти. Очекуваат и тие да си ја зголемат профитабилноста, но и да растат количините кои фирмата ги откупува. Нешто што е сигурно и што одиме со многу крупни чекори е овчето млеко. Планираме и друга фарма да градиме, со Здрави Радово добро соработуваме, така да лично со директорот на Здрави Радово се познавам и тој ми го пружи еден друг бизнис со овци, со овие работи. Според податоците на откупувачите, новите стратегии веќе даваат резултати. Новите видови овци даваат над 600 литри млеко годишно во однос на домашните, чие што производство е 10 пати помалку. Во Куманово веќе има заинтересирани фармери кои сакаат да го развијат бизнисот во оваа насока. Се појави минатата година една желба од фармерите при предавање на тие знаење на нашите фармери. Се појави нивна желба на укрстување на раси, односно овен, машко од Асав расата и женска овца од домашните раси, овче полка и така натаму. При тоа им дававме овни на фармерите кои беа заинтересирани и се разбира, они предпазливо влегуваат во тој проект.
Од преработувачката индустрија велат дека несебично ќе го поделат знаењето и ќе понудат помош за укрстување на овците, за кои се очекува дека во првата година за 50% се зголемува производството, додека веќе во втората и третата за 100% се зголемува количината на произведеното млеко. Подобрени се услугите на автобускиот превоз. Откако пред година влезе инвеститорот Руле Турс кој го купи Југ Турист по завршувањето на стечајот. Согласно програмата за реорганизација, новиот собственик го обнови возниот парк со редовни линии, особено на најфреквентната Куманово Скопје, а во наредниот период се очекува да почне и обновата на автобуската станица. По доаѓањето на новиот собственик Руле Турс од минатата година, старите дотраени автобуси на Југ Турист заменети се со нови, удобни и климатизирани. Секојдневно на линијата Куманово Скопје, која е најфреквентна, патуваат ученици, студенти и работници. Цената на автобускиот билет е иста, услугата значајно подобрена. Велат патниците и додаваат дека ги избегнуваат нелегалните превозници и пред се до Скопје патуваат со автобус. Цената на месечен билет до Скопје изнесува 2300, а до Агино село 1800 денари. Па право да ви кажам, поредовен сум патник мислам од Скопје, Куманово, Скопје и така. Но добри се. Нема проблем. Нови автобуси, нема проблем, редовно линија има. Како прво, како јас сум запознаена, дека редовно линија има. Од Крива Паланка сме, идеме на работа у Свети Никола и така. Новите автобуси? Да. Како се новите? Добри, супер. Све е добро. Согласно договорот, новиот собственик ги задржа на работа поранешните вработени, а кадарот е освежен и со млади пред се возачи. Според планот за реорганизација на фирмата, инвеститорот во наредниот период ќе треба да изврши обнова на автобуската станица стара 5 децении. Предвидено е да се отворат и нови линии. Тај нови газда сега што викате, ако даде малку пари да се направи луѓето да одат као луѓе. Ја кога дојду задоволна сам многу од овие превози, а друго не знам што да кажам. Па те треба да има клупе, треба да има кога ќе врне пример куде да се скрие, дека на клупе куде ќе се скрие. Инаку Руле Турс влезе откако по 10 години заврши стечајот во Југ Турист во Велешкиот основен суд во јануари 2014 година. Фирмата беше продадена за 2,2 милиони евра. Сдруженијето Доверба Куманово организираше работилница на тема психосоцијална рехабилитација на самохрани родители на ниво на личен развој, личен идентитет, припадност на општествени групи, лидерство во населбата Карпош. Проектот е наменет за самохрани родители од Куманово, а е во соработка со Центарот за социјални работи од Куманово, Агенцијата за вработување и Општинската организација на Црвен крст, а финансиски е поддржан од владата на Република Македонија. 34 годишната Христина Симоновска од Куманово е самохран родител на едно дете. Тешко е, вели таа. Најголем проблем ми беше да го пребродам разводот и да најдам работа. Симоновска со уште 20 на самохрани мајки од сите етнички заедници од Куманово ја посетија работилницата за психосоцијална рехабилитација на самохрани родители на ниво на личен развој, личен идентитет, припадност на општествени групи и лидерство, која ја организираше Сдруженијето Доверба Куманово во соработка со Центарот за социјални работи и Агенцијата за вработување Куманово и Општинската организација Црвен крст. Трибината е многу добро направена, овие семинари ни помагаат за заекнување, значи најнапред на нас, на нашата психа, не прават многу посилни, ни помагаат со тоа што не отварат нови видици, нови работни места, начин како да дојдеме до тие работни места. Инаку и 48 годишната Весна Јанкова е самохран родител на 2 деца. Со учеството на работилницата таа вели дека ја зајакнала само довербата и се надева дека ќе го реши најголемиот проблем со кој се соочува – вработувањето и финансиите. Одлични се искуствата, овде се среќавам со жени со слични проблеми кои најповеќе би сакала да ми помогне оваа трибина за вработување. Според предавачот и професорката на Филозофскиот факултет во Скопје, Сунчица Димитриовска, целта на оваа работилница е да ги согледаат проблемите со кои се соочуваат самохраните родители, воедно да ги согледаат можностите за надминување на истите, поддршка за остварување на правата и интересите за подобро одгледување на децата и интеграција во заедницата. Основни пречки кои што ги имаат родители се слабата информираност во однос на правата кои што може да ги остварат, слабата поддршка од институции во однос
процес на одгледување на деца, затоа што тие заклучуваат дека институции, имајќи во предвид врските, најголем дел одгледувањето, воспитувањето децата е функција која што извршуваат сами. Во рамките на овој проект, самохраните родители ќе можат еднаш неделно да одржуваат средби со надлежни лица, со цел зајакнување на нивната личност и остварување на нивните права, поддршка во процесот на интеграција во општеството. Проектот е финансиски поддржан од владата на Република Македонија. 42 решенија за сторени повреди во работењето се изречени минатата недела од страна на Министерството за внатрешни работи. Со дисциплинската постапка санкционирани се вработени и во секторот за внатрешни работи, меѓу кои еден началник во Кумановската полиција и еден командир во Крива Паланка. Во текот на минатата недела по спроведена дисциплинска постапка донесени се 42 решенија против 42 вработени во Министерството поради сторени повреди во работењето согласно одредбите од член 206 и 207 од колективниот договор на МВР. При тоа на 30 вработени изречена им е мерка парична казна, на 8 мерка запирање на постапката, на 2 вработени мерка распределување на 2 нивоа пониско, на 1 вработен распределување на 1 ниво пониско и на 1 вработен изречена му е мерка отказ. Со дисциплинската постапка санкционирани се вработени и во СВР Куманово. Имено началник на оделение за полиција во СВР Куманово заработил мерка парична казна во висина од 15% од месечната плата за 6 месеци, откако било утврдено дека не превземал мерки да санкционира пропуст на полициски службеници, додека на командирот на полициска станица за граничен премин Белановци и граничен премин Север изречена му е мерка распределување на 2 степени пониско, бидејќи во повеќе наврати ја злоупотребил својата положба и овластувања. Парична казна во висина од 15% од месечната плата за 6 месеци заработил и командир на полициската станица од Крива Паланка, откако не презел мерки против полициски службеници кои не постапувале согласно законските овластувања. Исто така и на главен дежурен во полициска станица во Куманово при СВР изречена му е мерка парична казна во висина од 15% од месечната плата, исто така за 6 месеци, бидејќи бил под дејство на алкохол за време на обука. На тројца вработени пак во СВР Куманово изречена им е парична казна, додека на 1 вработен изречена му е мерка распределување на 1 ниво пониско. Четири нови странски инвестиции во Тетовскиот регион и над 3000 нови вработувања, најави премиерот Никола Груевски од Народниот собир во Тетово. Станува збор за компании од автомобилската и преработувачката индустрија. Воедно во наредниот период во овој регион ќе се инвестираат и 2 милиона евра за изградба на патишта. Во Тетово влегува италијански гигант специјализиран за производство на минибуси, инвестиција вредна 10 милиони евра, која предвидува 500 нови работни места. Италијанската компанија Procompo за производство на печки во вредност од 5 милиони евра предвидува вработување на 150 луѓе. Во зоната во Тетово влегува и белгиската компанија снабдувач на метал од преработувачкиот сектор, инвестиција вредна 5 милиони евра. 16 милиони евра ќе инвестира и американска компанија од автомобилската индустрија, која предвидува отварање на 2500 директни нови вработувања. Компанија од Италија, која е специјализирана за производство на минибуси, не има известено дека донела одлука за инвестиција од 10 милиони евра и отварање на 500 нови работни места, изјави во Тетово премиерот Никола Груевски. На собирот рече продолжуваат со битката за секое ново работно место за сите граѓани, за македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, за секого. Само последните 3 недели премиерот најави изградба на 10 нови фабрики низ Македонија, кои ќе отворат околу 6000 нови вработувања. Најголем дел од волонтерите, оние кои работат со договор на дело и на определено време, веќе ги имаат решенијата за работен однос на неопределено време. Премиерот потсети дека само во изминатите 3 години во патна инфраструктура во Полошко се инвестирани 15 милиони евра. Најави дека во наредниот период за патишта ќе се инвестираат и нови 2 милиони евра. Додаде дека во текот на овој или наредниот месец ќе започне и втората фаза од рехабилитацијата на патната делница Тетово-Пирог-Гостивар во должина од 10 километри, а дека се работи и на реализација на инвестиција од 1 милион евра за реконструкција на 2 пата и автопатска клучка во Брвеница. Иран продолжува со нуклеарната програма ако нема конечен договор. Над 300 мигранти се спасени кај Сицилија. Во Венецуела пронеден урнат авион со над тон кокаин. Прво продолжение следуваат вестите од светот.
Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Джавад Зариф изјави дека Техеран би можел да продолжи со нуклеарните операции ако Западот се повлече од договорот, чија конечна верзија треба да биде готова во јуни. Тој изјави дека Иран ќе преземе соодветни мерки според договорот, но и дека Иран може да ја врати својата нуклеарна програма ако другата страна не го испочитува договорот. Иран и 6 светски сили постигнаа рамковен договор за намалување на иранската нуклеарна програма во замена за укинување на западните санкции, а до 30 јуни би требало да се финализира спогодбата. Повеќе од 300 мигранти, меѓу кои 14 деца и 5 бремени жени, спасени се кај брегот на Сицилија, јавија италијанските медиуми. Екипажот на исландскиот брод на Морнарицата, кој учествува во патролите на Европската унија на Медитеранот, ги спаси 318 мигранти, кои биле од Судан, Гана, Мароко, Мали, Мавританија, Сенегал, Пакистан, Нигерија, Сирија, Палестинската управа, Еритреја, Индија и Тунис. Италијанската полиција идентификувала 8 осомничени криумчари државјани на Тунис. Близу тон кокаин откри полицијата во Венецуела по уривањето на мал авион во централниот дел на земјата, јави ТАС, повикувајќи се на обвинителството. На местото на несреќата откриени се тела на 3 лица, кои ја пренесувале шверцуваната стока. Според истрагата, авионот паднал во четвртокот на територијата на едно од приватните поседи во државата Кохедас. За сега не е утврдено од каде била доставена дрогата, ниту за каде била наменета. Голема победа на ракометарките на Вардар, кои во првиот четвртфинален меч од Лигата на шампиони го совлада актуелниот европски шампион Гер. Следува освртот за овој надпревар. Највисока оценка за ракометарките на Вардар, кои вчера го одиграа мечот на сезоната. Во арената Јане Сандански падна европскиот шампион Гер, кој беше немоќен против силниот Вардар, кој функционираше одлично во сите сегменти. Ивановски вчера ракометарките на Вардар ја прикажа можеби најдобрата игра во оваа сезона, што резултираше со одличен резултат пред реваншот во Будимпешта. Еве една ваша кратка анализа за овој меч. Наполно се согласувам со вас за изворедната игра вчерашна на женската ракометна екипа на Вардар. Изиграа перфектно, го добија европскиот шампион Гер. Морам да кажам дека публиката беше фантастична, атмосферата во сала исто така. Голманките го дадеа својот најдобар удел во оној момент кога на екипата на Вардар не им одеше. Тие стапуваа на сцена, бранеа браворузно, им дадоа крила на девојките, кои надпреварот го заврши со изворедни 6 гола разлика, кои сметам дека ќе бидат доволни за Final Four за Вардар да игра во Будимпешта. Според вас во Будимпешта на што Вардар треба да обрне најмногу внимание? Па јас сметам дека во Будимпешта Вардар треба најголемо внимание да обрне на нивниот најдобар играч пивотменот Хајди Локе, на ракометарката со шпанско поттекло средниот бек кој умее да ја разбие зона, да игра стрпливо, да бара шанса со мирен напад, да ги решава проблемите во нападот, а со цврста и беспрекорна борба, како вчера во Скопје, да успеат да победат. Ракометарките на Вардар во реваншот со мирна и стрплива игра може да се изборат за пласман во најдобрата европска четворка, а понатаму може би уште повеќе. Младинската ракометна екипа на Куманово во интересен надпревар од редовното коло одигра нерешено 24-24 против екипата на Зомимак од Струмица. Младинската ракометна екипа на Куманово во рамките на првенството во интересен меч против Зомимак од Струмица одигра нерешено 24-24. Навистина видовме убав напревар со добри потези од двете страни, но сепак се чини дека нерешениот резултат е најреален. Филип Арангеловски, една кратка анализа зашто како завршениот меч екипата на Куманово немаше среќа одигра нерешено против Зомимак. Ваш коментар за овој напревар? Па да, за жал немавме денеска среќа да победиме. Резултатот заврши нерешено, иако покрај тоа што го дадовме максимумот од себе. Задоволни сме од играта која што ја пруживме
се игруваме колку што можеме и се надеваме на подобри резултати наредната година. Последното коло екипата на Куманово е слободна. Остануваме со истиот спорт. Средношколките од Гоце Делчев вчера успеа да го одбранат третото место на државното првенство во ракомет, славејќи против врсничките од Битола по 2 продолженија со шут по истекот на времето. Шампионатот се одржа во градот Велес. Гимназијалките од Гоце Делчев беа храбри, меѓутоа ги посака и среќата за да стигнат до толку посакуваното славје во дуелот за третото место на државното првенство во ракомет за средни училишта. Супер интересниот и неизвесен двобој со врсничките од Јосип Broz Tito од Битола, Куманов ке го добија дури по продолженијата. Откако во регуларните минути епилогот беше 21-21. Не само што не беа доволни 50, за малку дуелот немаше да биде решен ниту во дополнителните 2 пати по 3 минути, затоа што истекоа двете продолженија, а на семафорот стоеше 24-24. Тогаш сите во училишната арена на основното училиште Блаже Коненски од Велес беа сведоци на спортски момент за паметење. Смел потек, одлучувачки погодок за победа од Слободен преку блокот на битолчанки. Ремек дело на младата Бранкица Марковиќ во која своите прсти ги вмеша и фортуната. Се разбира, најсреќна девојката со потегот на денот. Па искрено се изненадив многу, бидејќи прв ми се случува на крај по последна секунда да дадам гол и тоа чуто 9 метри, но сепак беше многу неизвестен натпревар, цело време се играше од гол за гол, но сепак среќата беше на наша страна. Презадоволен од представата на своите девојки, предводникот на Кумановскиот состав потсети дека до одбраната на третото место меѓу македонските средни училишта дошле на сличен начин како претходната сезона, кога со погодок во финишот од малото финале на гимназијадата во Охрид и се израдуваа на бронзата. Целото првенство игравме вака во континуитет, имаше интересни надпревари, интересен изедначен овој надпревар за третото место. На крајот спортската среќа бевме помотивирани, поборбени, на крајот спортската среќа беше кај нас со одличен удар на Бранкица Марковиќ. На средношколскиот шампионат во Велес учествуваа 6 најдобри женски екипи од македонските средни училишта по 3 дена и 11 дуели. Насловот го одбрани спортската гимназија Методија Митевски Брицо, која со 24-19 славеше во најважниот двобој против Васил Антевски Дрен. Од меѓународната спортска сцена за денеска издвојуваме на тенискиот турнир во Мајами нов триумф на американката Серена Вилијамс. Коби Брајант е најбогатиот кошаркар во НБА лигата. На престижниот тениски мастерс во Мајами триумф на американката Серена Вилијамс. Во големото финале Серена за само 56 минути ја декласира романката Симона Халеп со 6-2-6-0, при што оствори неверојатни 27 директно освоени поени. Воедно ова беше 8ми триумф на американката на турнирот во Мајами. Серијата на победи на Серена продолжува, а вчерашниот триумф беше 21 во низа. Вечерва е големото финале во машка конкуренција помеѓу Новак Ѓоковиќ и Енди Маре. Кошаркарот на Лос Анџелес Лейкерси Коби Брајант е најбогатиот активен кошаркар во НБА лигата. Според истражувањето на маркетичката компанија VealthX, богатството на Брајант се проценува на $290 милиони. На второто место според богатството се наоѓа кошаркарот на Кливленд Леброн Џејмс со $280 милиони, додека на третото место е ветеранот на Минесота Кевин Гарнет со $240 милиони. Времето денес беше променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а на планините снег. Доцна попладнево на повеќе места врнежите се интензивира, наместа ке наврнат и повеќе од 30 литри на квадратен метар, особено во западните и јужните предели. На планините ќе се формира нова снежна покривка. Дува умерен југоисточен ветер, а температурата ќе се движи од 5 до 12 степени.
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Станете на К3 и имајте пријатна вечер.